Денес е празникот Бајрам. На сите оние кои не следат, а го празнуваат, би сакала да им посакам убав празник и би сакала да ви посакам многу здравје. Многу радости во годината што следи, се надевам дека со лесно ви помина постот и дека ќе го прославите во кругот на најблиските. Се надевам дека ќе останете одговорни и ги почитувате протоколите, бидејќи на крајот на денот сите овие празници се тука за да ни дадат едно расположение и една сигурност во идните денови кои ни следат. Бајрам е еден празник кој мене лично ме врзува со многу убави моменти. Потекнувам од Гостивар, каде што знаете дека ние мултиетничка средина и многу често Бајрам значело многу баклави, многу татли во мојот дом, односно целата она радост и среќа која била во градот, односно бајрамското лепче кое сите го чекавме во 6 часот да го земеме од пекарите и сите оние прекрасноти кои се прават за време на ифтар и на Бајрам биле присутни во сите домови. Денес јас решив да ја посветам оваа емисија, односно да направиме со сите оние бајрамски рецепти и денес ќе ви направам турска пица, односно лахмаџун. Лахмаџунот е традиционално турско јадење. Кај нас во Гостивар го има во неколку варијанти. Го има тенок и целиот наполнет со говедското месо, го има во подебела варијанта што е нешто налик пиде можеби, но јас денеска решив да ви ја покажам онаа варијанта која е направена од тенка тесто, односно буквално како тортилја, а одозгора премачкано од сосот на говедско месо и ќе ви го направам традиционално како што се прави на улиците во Турција. За да го подготвите лахмаџунот, односно турската пица, потребно да направите тесто. Тестото за турската пица е тврдо. Тврдо е со причина заради тоа што треба да го истегнеме тенко и секогаш знаете не треба да порасне, односно немој да очекувате дека ќе биде нараснато како пица. Јас малку го изменив. Не е изненадување, го зачинувам тестото. Го зачинувам од причина што можеби целиот тој топинг кој се прави од домати и од говедско месо ми фали внатре малку да имам и зачин во тестото за да ми биде слоевито да ги чувствувате тие удари на вкусови додека го конзумирате. За да го подготвите ова тесто ви треба брашно и имам сув квасец кој ќе го размешам во брашното. Шекер, задолжително за да се активира квасецот. Имам лугва прав, за да биде баш ароматско. Ставам малку мелен ким, го ставам директно во тестото заради тоа што ќе биде употребен како зачин и во топингот. И на крај сол. И го замесувате само со вода. Знам дека на интернет има многу рецепти и веројатно сите тие се убави и вкусни. Некои се прават, зависи од реонот во суштина, некои се прават со помош на вода и млеко, некои се прават од она што го знам и со кисело млеко внатре, односно зависи од регионот каде се прави турската пица. Мене искрено најмногу ми се допаѓа оној кој се прави со вода, од едноставна причина што има лебаст вкус и сакам да го имам тој лебен вкус. Ќе го соединам полека. Бајрам ме потсеќа најмногу на моментите со поминати кај мојата пријателка Нита Вишка, која не живее веќе во Македонија и како со мајка ѝ ги подготвувавме татлиите. Не знам дали знаете дека гостиварската татлија многу се разликува од она што во Скопје ќе купите како баклава. Татлијата се прави од голем калап кравја маст. И полека се додава брашно и се прават најубавите шекерни татли кои се полнат потоа со фстаци, со ореви, ама го имаат баш оној автентичен, обично се прави со домашна кравја мас. Барем така беше на времето, сега не знам како е, дамна не сум видела. И оно што значи Бајрам кај нас, барем во домот, не знам дали знаете дека мајка ми има аптека. И тоа значи дека познава многу луѓе во градот и најчесто за Бајрам ние дома имаме повеќе татли и баклави од било кое муслиманско семејство, бидејќи таква беше традицијата порано, како што ние на пример за Великден носиме јајца.
сите припадници на муслиманската вероисповест носат баклави, татли и во Гостивар тоа се правеше со тепси, буквално, калории колку сакаш, ама има една убавина во таа традиција, така што Бајрамот баш се надевам само дека годинава ќе ги почитувате сите изменети услови и нема да дозволите да се шири заразата. Имате најразлични, сега скоро баш читав како тоа во светот го прават со различни онлайн присуство, значи направена конференција, па секој по дома си направил ручек, секој конзумирал нешто си го направил, а сепак останува таа дружба и среќа на заедничко поминати моменти. Убаво ќе го размесам, не треба да го пулните со воздух, значи ова тесто треба да биде баш флет, мрамно, само го притискате одозгора. Ќе го замесам, ќе го месам 2-3 минути, ќе го оставам да стаса од прилика 1 час. Се гледаме за кратко со филот додека ни стаса тестото. За да го подготвите топингот, односно филот за лахмаџунот или за турската пица, потребно ви е да зовриете вода. Ќе ги бланшираме доматите, а ги бланшираме од проста причина што треба да ја извадиме кората, односно лушпата, и за да го подготвите овој рецепт потребни ви се палати и свежи домати. Начинот на кој се бланшираат домати е тоа што ќе направите еден засек, за да може потоа само лесно да го излупите. Одат 2 минути во зовриена вода, само пропуштате ги и потоа после 2 минути само ги вадите и ги ставате во вода каде што сте ставиле коцки мраз. Значи 2 минути ќе ги почекаме, за тоа време ќе го подготвиме останатиот сос. Сега јас имам голем миксер заради тоа што ми треба да направам баш убав сос. Внатре ставаме неколку состојки за да ги поврземе сите овие вкусови кои се автентични за овој рецепт. Имаме пелати и имаме една цела главица кромит, ки сечам на четвртинки за да биде полесно. Треба се убаво да изситните. Начинот на филот, односно турската пица треба да биде како крем. И говецкото месо, значи прво ќе го направиме сосот, а потоа убаво ќе го испритискаме говецкото месо за да биде нешто што може да го намачкате на тенката пита која ќе направиме од тестото. Ставаме внатре парчињата кромит. Имам 3 чешниња лук и ќе му дадам едно брзо провартување за да може да ми се направи сосот додека дојдат на ред доматите. Доматите се веќе готови. Ќе ги извадиме и директно ги ставаме во вода во која сме ставиле коцки мраз. Гледате, веќе лушпата испука и така најлесно се лупат домати. Во овој случај ви требаат излупени баш онака нежни домати за да немате лушпи. Треба да биде нежно и кремасто се, малку 1 минута во вода и потоа само се лупат. Многу едноставно, внимавајте, топли се. Треба да ставите и свеж домат и пелати, заради тоа што свежиот домат го има таа помалку блага нота, додека пак пелатите знаете дека се збогадени со шекер, додека се варат и имаат по концентриран вкус. Исечете го доматот на парчиња. Дадете го во смесата.
Повторно ќе дадем еден вртеж за да се состави. Ќе додадеме еден голем грст Макдонас. Само малку ќе ги исечам дршките. Ставаме цел внатре. Имаме едно гранче свежа нанеква, од мојата градина, морам да ви се пофалам. Имам црвен пипер, кин, за да го поврземе вкусот. Имам сув зачин, го ставам заради тоа што ние сме навикнати на тој вкус и баш е оној автентичен наш вкус. Ќе користам президент путер внатре за да направам масна смесата. Доволно ми е 1/3 путер, коцка. Цела внатре. Ќе ставам сок од лимон. Сосот ми е веќе готов. Покажам како изгледа и го ставаме внатре, за да може да го додадеме месото. Имам говедско чисто месо. Значи, навистина нема по-елегантен начин да го направите ова, но, еве, не знам дали може да забележите, имате буквално месна паста. Така изгледа полнењето за лахмаџунот. Ја укуцифрерната на 200 степени, бидејќи начинот на кој се прави турската пица е тоа што најпрви малку ја подпекуваме на тава на плотна, а потоа се става во практично го подпекуваме долниот дел, а го носиме во рира за да се подпече слојот од озгоре. Ќе го видам тестото до каде и се гледаме за кратко со начинот на подготовка на турските пици. Тестото веќе стаса. Значи ви кажав, очекувајте тврдо тесто кое ќе го направиме во една ролна. Ја имам денес подлогата на карес која ќе ми возможи да имам еднакви пици, односно пити долен дел. Ќе направам една викна долнавеста, за да можам да ја исечам на еднакви парчиња. Инаку повторно сите состојки денеска ги доставија пакет МК, знаете дека имаат една совршена месара која ви го носи месото онака како што сакате. Дали тоа било говедско, свинско, што вас ви се допаѓа, може да изберете начин на кој се сече, да ја убаво вакуумирано на вашата врата. Убаво ќе формираме топчиња. Ова ми е премало. Тестото е гумено, односно тврдо, заради тоа што ви треба убава тешка основа, нели, за да не порасне многу, па да не биде налик пиши. И ќе ги расукам. Убаво. Ова е денешната звезда. Ќе направам убава пита како основа, тенка, значи налик тортили треба да бидат тенки. Ќе си помогнам со подлогата на каре за да ми видат сите приближно иста големина. Може да бидете поголеми ако сакате, јас сакав мали да ги направам во случај за да можам после да ставам домати и да видат како една, не знам, симпатична тортилја. Ќе го користам 20 см кругот од подлогата.
и ќе се обидам сите да ги направам исти. Подлогата на каре се нелеплива и може да сукате на неа без да користите брашно. А тестото, бидејќи е убаво стасано и е потврдо, не се лепи за сукалото. Само ще да имав 25 метра кујна и место, супер ке беше. За да можам баш убаво се да ми биде пријатно и згодно додека работам. И ова е последната. Во филот ќе ставам сол, затоа што веќе ја знаеме целата количина колкава е. Убав прстофат солоди, треба да биде 2 прстофати сол, треба да биде убаво исолено. Ќе ставиме маслиново масло, за да биде масна пицата, и бибер на крај секако. И ќе промешаме еднаш за се убаво да се соедини. И начинот на кој се прави ова турска пица е тоа што ќе загреете на тава за палачинки. Потребна ви е хартија за печење. Значи, морам да ја објаснам малку постапката. Може да изберете да направите нешто на лик пиде, односно нешто што само се пече. Меѓутоа, кога ќе одлучите на потрадиционален начин да ги направите турските пици, потребно да следите следната постапка. Имате хартија за печење и загреана тава. Не ја подмачкувате. Ја ставате пицата врз хартија за печење, ја премачкувате одозгора со сос и ја ставате 3 до 4 минути на оган. Потоа, со хартијата за печење, оди во рирна уште точно 5 до 6 минути. Ставивме малку говедско месо, меѓутоа сепак му е потребно повеќе време да се сготви. Натре ставивме лимон. Лимонот во суштина ќе го започне процесот на готвење, односно распаѓање на тие протеини и ќе биде готова кога ќе видите дека една како кора има направено. Не ставате голем слој, него само го премачкувате со месната паста. Почнуваме. Значи, потребна ви е хартија за печење. Земам поголемо парче, заради тоа што ќе ја извадам, потоа со хартијата ќе ја носам директно да се пече. Префрлете ја питата, односно тестото, врз хартија за печење. Убаво растегнете го. Во суштина треба да ви биде тестото колку што ви е тавата за палачинки. И со една лажица само го премачкувате. Буквално правите како еден нежен тенок слој од месно полнење. Не треба да биде куп. Значи, печеме од оздола на плотна и печеме потоа во рерна, за да го подготвиме месото. Многу тенко, бидејќи многу кратко ќе биде во рерна, иначе ќе ви изгори тестото. Рибната на 200 степени. Убаво прекрите целата површина на тестото. И на загреана тава 3 до 4 минути. Ја чекаме да почне да се пече, ќе видите дека ќе почне да создава мали меурчиња, бидејќи има квасец тестото. Проверам за да не ми подгори. Уште 20 секунди. Гледате, веќе почна, не знам дали ги забележувате овие мали меурчиња и полнењето почна да се загрева и да проврива. И оди во рерна. Ќе си помогнам со тавата за печење. 5 до 6 минути. Одиме со втората, ајде да ја повториме уште еднаш постапката. Значи, сетате големо парче хартија за печење. Ја ставаме питата, тоа е тестото, и
месното полнење. Намалам. Убаво премачкајте ја основата. И на крајот, јас многу сакам, ќе ви покажам како најмногу сакам да ја конзумирам, со свеж патлиџан, малку марула и убаво завиткана како тортилја. А вие доколку сакате со некој јогурт, можеби сос убаво одговара. Јас ќе ставам летоска сирење, секако са лакис. Заради тоа што мислам дека ќе бидат една убава комбинација. Ја ставаме на тавата. 3 до 4 минути, односно кога ќе видите дека топингот почнува да создава мали меурциња, односно започнува процесот на вриење. Лахмаџун, односно турската пица е веќе готова. Ви покажав како ги печеме, односно постапката за 3 до 4 минути на рингло, потоа одат во рерна и ова е резултатот. Имате баш убава гумена пица. Пастата која направивме од месо е веќе убаво подпечена, но сочна и останува тој убав вкус и можност да ја послужите со различно полнење. Сега јас имам тука цел куп и многу е важно како ги составувате, односно како ги редите лахмаџуните, односно турската пица, за да можат да останат внатре влажни и да бидат гумени и лесни за манипулација. Секогаш кога ќе извадите едната пица од рерна, ја ставате, не знам дали може да забележи камерата, како ми се наредени. Фил врз фил, тесто врз тесто. Ова е важно како постапка да го направите, за да може од кога ќе топла врз топла пита, кога ќе ги извадите од рерна, ќе видите дека тие се цврсти. Такви се заради тоа што се печени. За да се омекнат, ги ставате на овој начин, ги покривате со еден чаршаф и им давате време да се здушат. Сега јас како би ја послужила, односно како ова е мој предлог да го исконзумирате. Вие може да си изберете друг, дури вака е превкусна, морам да ви кажам. Имам домати. Ќе ги насечкам на кругови. Убаво, тенко. И имаме една пита. Ќе ставам малку зелена салата, марула. Ќе ставам домат. Имам президент са лакис, фета сирење во случајов. И ќе земам малку. Ќе наросам парченца. И убаво. Ќе заборавев лимон. Ставивме лимон, се сеќавате во тестото. И лимон врз целата пита совршено одговара. Малку сол. И ќе ја замоткаме. И ќе ја пробам. Не можам да ви објаснам колку е автентичен вкусот. Апсолутно ги има сите оние нишки кои ги има во муслиманската култура и сето она што може да го исконзумирате, а потекнува од нивната традиција. И тука ќе ве поздравам. Ќе ви посакам да имате убави и пријатни мигови во кругот на вашето семејство. Ќе ве замолам да останете одговорни за да помине оваа цела ситуација и да можеме да зачекориме во поинаква година и сите овие празници, сите ифтари, сите постови, односно
сето она што е дел од нашата мултикултурна средина, да можеме нормално, без новото нормално, да ја доживуваме заедно. Останете ми добро и имајте убав ден. Ние се гледаме веќе утре.